Добро вечер. Во Македонија има деца што растат без родители, но и луѓе што се подготвени да отворат дом и срце. Зошто тогаш посвојувањето е се уште тешка и тивка тема? Вечерва зборуваме за животот од двете страни, од перспектива на мајка што посвоила две деца и човек кој растел во дом за деца без родители. Со мене е Радмила Живановиќ, психолог по професија, но пред се мајка која го отворила својот дом и срце за две деца. Таа ќе зборови како стручно лице и како родител за стравовите, љубовта и почетокот на едно семејство. И од друга страна, на оваа приказна е човек кој своето детство го поминал во дом за деца без родителска грижа. Растел без семена презградка, но со сопствена борба да изгради живот, идентитет и успех. Вечерва тој ќе зборува за тоа како изгледа детството кога нема кој да те чека дома, што значи да пораснеш во институција и како се гради сила кога животот не почнува со еднакви шанси. Пред да почнеме со разговорот, да го погледнеме прилогот во кој се зборува за посвојувањето во Македонија и каква е сегашната состојба. Веднаш потоа почнуваме со дискусија. Останете со нас. Во Македонија 189 семејства чекаат да посвојат дете, а во моментов има 107 деца кои чекаат да добијат семејство. Бројките откриваат сурова реалност. Најголем дел од децата кои можат да бидат посвоени се деца со попреченост или развојни потешкоти, а токму за нив речиси и да нема интерес. Податоците што телевизија Алфа ги доби од Министерството за социјална политика покажуваат дека од вкупно 107 деца во регистарот на можни посвоители, само 13 се деца со поволни развојни потенцијали, но и тие најчесто не добиваат шанса за нов дом, бидејќи станува збор за браќа и сестри кои треба да останат заедно. Останатите деца се со различен степен на психомоторни потешкоти. 30 деца имаат лесни отстапувања во развојот, 29 средни, а 36 деца се со тешка психомоторна попреченост. И токму тука системот се судира со најтешкото прашање. Сите сакаат да посвојат дете, но не и секое дете има еднаква шанса да биде посакувано. Од Министерството признаваат дека домашните посвоители најчесто бараат помало и здраво дете. Интерес за деца со средна и тешка попреченост речиси и да нема. Дел од странските посвоители прифаќаат деца со полесни развојни проблеми, но тоа не ја менува сликата. Десетици деца со години остануваат заробени во системот. Во меѓувреме, листата на семејства што чекаат расте. Во регистарот има и 18 странски државјани. Во последните 5 години во Македонија биле реализирани вкупно 96 посвојувања, најмногу 21 посвојувања во 2021 и 2024. Лани биле посвоени 19 деца, а годинава досега 16. Иако системот формално електронски и бодирањето се врши автоматски, времето на чекање за посвојување и понатаму останува неизвестно. Од Министерството велат се зависи од тоа какво дете бараат посвоителите, возраст, пол, здравствена состојба, националност. Сите овие критериуми влијаат врз тоа колку долго едно семејство ќе чека. Најмногу поени при изборот носи психосоцијалниот статус, потоа материјалните и стамбените услови, брачниот статус и времето на чекање. Предност имаат македонските државјани, но и покрај долгите листи на чекање дел од кандидатите се откажуваат од постапката, најчесто затоа што добиле биолошко дете поради здравствени проблеми или лични причини. За децата кои не успеваат да добијат посвоители, алтернатива се згрижувачките семејства. Во Македонија моментално има 384 згрижувачки семејства кои се грижат за повеќе од 660 деца. Најголем дел од нив се во Скопје, каде преку системот на згрижување се офатени 343 деца. Во Битола има 157, а преку СОС детското село уште 164 деца се сместени во згрижувачки семејства. Институциите уверуваат дека работат на подобрување на системот и најавуваат можни законски измени. Повторно сме назад во студио. Тоа беше прилогот во кој се зборува каква е сегашната состојба во врска со оваа тема посвојувањето. Како што најавив на почетокот, овде со мене во студио е Радмила Живановиќ, психолог и психотерапевт по професија, која што има посвоено две прекрасни дечиња. Секако на дамата ти дадов предност, и Иван Усовски, кој што како дете доаѓа од дом за деца без родители, меѓутоа денес 48 годишен успешен маж, родител и татко на
едно 11 годишно детенце. Добро вечер и за двајцата, ви благодарам што ја прифативте поканата за учеството. Благодарам и на тебе. Јас би почнала, Радмила, од вас. Важи. Еве на самиот почеток, како изгледа првиот чекор кога ја донесовте одлуката да посвоите дете во Македонија? Па искрено да ви кажам, гледавме една емисија на телевизија со сопругот и некако тоа дојде така одеднаш, како информација која што можеби требаше да ја слушнеме и да стигне до нас, дека и посвојувањето е начин да се стане родител. И на почетокот се смеевме, пошто емисијата беше поврзана со тоа дека треба да се чека 2-3 години. Нели решивме дека после таа репродуктивна голгота низ која што јас и оние поминавме, дека вреди да се обидеме и дека у суштина можеби тоа е начинот на кој што ние ќе станеме родители. И навистина се покажа дека тоа е начинот, бидејќи во тој период се сеќавам Министерството воведуваше посебен систем за евалуација на можните посвоители. Се централизираше целата постапка, воведоа некаков систем на водување и нели следење на посвоителните семејства и процесот беше попредвидлив. Некако беше посистематизиран, ни овозможи и ние некако да се пронајдеме во истиот и да се видиме себе си како некој нели потенцијални кандидати. Така. И потоа почнавме процедурата практично. Во однос на постапката, дали беше сложена, комплицирана, време трењето, дали ви одзема години, собирањето на документите, комисиите кои што требаше да ги поминете? Па искрено, сега, кај секого е различно, но јас имам две различни искуства, затоа што имам две дечиња. Второво дете, не ни мислев дека ќе имаме шанси да го добиеме, бидејќи нели едно е како функционираат работите, друго е нели кои информации се шират низ неформалната мрежа, дека тој што еднаш е посвоител не може да биде, многу тешко може да биде втор пат посвоител, но процедурата нели за нас, за некоја среќа, знаете, она која ќе ви се отвори врата, па некако тоа било за вас уствари. Тој начин и тоа нели наоѓање, станување на семејство, за нас беа процеси на 6 до 7 месеци евалуација на документите, процена од страна на нели тимот за посвојување, а претходно документите треба да се соберат, нели сепак тоа е листа на документи кои што треба од сите да се соберат и секоја година се обновуваат документите. Ние за среќа, дали така се погоди времето, нели нашата возраст и состојба моментална и позиционираност, значи откако влеговме во тој регистар на можни посвоители, брзо потоа како за 9 месеци ние станавме родители. Што на пример многу е пријатно и мислам и го споделувам секаде затоа што нели многу пати се прашуваат луѓе во како тоа толку брзо станавме посвоители. Веројатно ни се споја многу фактори за да можеме да станеме посвоители. Во тој момент они нели Министерството сакаше да го ефектуира таа процедура, таа постапка и веројатно тоа им беше начин да можат полесно, побрзо да ги распределат децата на семејствата и веројатно ние тука се најдовме едни од посреќените семејства во тој период. Така да се сетиравме за 2 години, а го добивме првото дете за 9 месеци. Иван, ти сега во моментов си вработен, имаш и високо образование завршено и си вработен во Министерство за социјална политика, демографија и млади. Така. Си реализиран и како родител, имаш 11 годишно детенце. За жал сопругата почина нели пред неколку години. Ајде ќе те вратам назад, ќе зборувам и за сега како е. Меѓутоа за твоето детство. Ти имаш израснаци во домот 11 октомври за деца без родители. Да. На самите почетоци, како го паметиш твоето детство? Моето детство беше, можам да кажам, прекрасно. Затоа што имав грижа пред се од постарите, од персоналот, од наставничките. Директорот ни беше прекрасен човек, Глигор. Мојата наставничка Ники ве да поздравам. И како мајка втора, пошто првата мајка во суштина ми е таа што ме родила.
ствари трета ќе му дојде Ники, затоа што јас бев во дом семејство 7 години, до 7 годинки, и од дом семејство втората мајка е Слободанка, така да наречам, не испрати во дом, пошто доби она внуци и не можеше сите да не чува. Тоа е некој вид како згрижувачко Да, семејство, така. како сега, што функционира. Да. И можам да кажам дека имаше различни ситуации, периоди. Во суштина беше прекрасно затоа што имавме голема дружба. Мислам, тоа дружење, тоа братство, да кажам, помеѓу нас децата е огромно, непроценливо. Не знам да го објаснам со зборови, тоа се чувствува само. Значи имавме 3 оброка, бевме облечени, значи не знам, едноставно јас лично го доживував тој период многу убаво. Искрено мислам дека и во училиште, барем јас сум имам поминато во тоа училиште, учев, Коча Рацин, кој што е блиско до домот, 11 октомври. И мои соученици беа токму деца од тој дом. Так. Меѓутоа, можам да кажам, ја не знам ова сега све што се случува со децава, булингот, тотално невоспитание, дали системот подкликнува, родителите имаат поинаков начин, не знам. Меѓутоа, јас се сеќавам, ние другарувавме на вистина со тие деца, не беа исклучени воопшто нити од програма, нити од другарство, нити од родендени. На некој начин дури не можеше ни да се забележи дека ете, доаѓаат од доми дека се они некако обележани, маркирани да се чувствуваат лошо. Дали е до времето, дали е до тогашниот систем, меѓутоа еве ние сме биле деца на таа возраст, да кажем нели до 8 оделение. Так. Немало некои големи разлики, мене ми е многу мило, јас те гледам и после толку години, ти си навистина си успеал во животот, можам да ти кажам честитки. Фала му на Бога, мислам, све што правам, значи правам полека, не ги брзам работите, значи оставам маца на времето, оставам знаци да ми се покажат од Бога. Некојаш знам да ги игнорирам, некојаш не знам да ги препознам, некојаш знам да ги препознам, некојаш ги практикувам, некојаш ги заобиколувам, што после нели нормално те кошта. И сето тоа ми дава, да кажам, една енергија која што ете ме е довела до тука каде што сум. Значи Радмила, на која возраст се дечињата сега? Моите дечиња се на 13 и 6 годишна возраст. Може ли малку околу тоа? Јас се уште мислам дека во Македонија е табу тема, посвојување, па децата ќе биле обележани, па имаме еден куп предрасуди, за жал живееме во општество со многу предрасуди. Еве ти како и си психолог и психотерапевт по професија, меѓутоа и мајка која што дома ги има тие две дечиња, како дали на некој начин како реагираше околината, како сега децата во школа, дали знаат, имавте ли проблем со тоа да им се каже, дали од средината има некакви проблеми, влијанија кои што еве тебе ти е некое нетрпение? Нормално дека на почетокот ни се појавија милион стравови. Кога пристапивме кон процесот на посвојување, ни беше значено дали имаме поддршка од нашите семејства. Ние добивме целосна поддршка од нашите семејства. Тие деца, овие деца, нели, наши имаат голема љубов, добиваат голема љубов и поддршка и никогаш во семејството не сме почувствувале дека они на некој начин се дискредитирани или неприфатени, баш напротив. Сеќавам татко ми, пред да почине, ми рече, јас сум толку горд на тебе, заради тоа што, нели, како да кажам, си се отворила и имаш дете покрај себе. Дека ни ја донесе таа убава душа да биде со нас. Нели, некако, они носат многу љубов и ова ме прави исклучително емотивна, затоа што ние не можеме да ги исклучиме емоциите од посвојувањето, нит од станување родител. И ми беше многу значено дека, не знам, ова ме подсети затоа што јас на вистина многу бев поддржана од моите родители и мојот сопруг да ние станеме родители на еден ваков поинаков начин. Она што ја од секогаш сум сакала е да бидам отворена и искрена, затоа што сметам ако криеме работи дека вистината после ќе
ќе ни се врати многу посилно и на начини неочекувани начини, така да сакав да ги разнебитиме оние моменти на тоа дека ние се треба да криеме на децата, им криеме затоа што се знае тоа. Или уште веднаш на почетокот ние бевме отворени да кажеме дека ова е нашето дете, или дека ние сме едни поинакви родители, но исто толку добри како било кои родители и дека не сакаме да ги криеме информациите на нивниот живот. Во исто време не сакаме да ги наметнуваме како нешто поинакво од кое што они треба да се разликуваат од другите, нели, за да добиваме некакво сожалување или не знам, значи поентата е да едноставно и другите малку добијат поддршка, да се отворат, да ги прифатат различностите, затоа што нели на некој начин после некое време ние сите си заличивме еден на друг. Сега и денес кога веќе се пораснати, они буквално како, нели, јас многу пати во моите интервјуи кажував да сум те родела, немаше да те родам толку убава. Или да сум ги замислувала моите деца биолошки, зборувам, немаше да бидат толку такви деца. Значи, они ми се дадени во овој живот некако да ме водат, јас нив да ги поддржувам и да ги водам и тоа е прекрасно. И така сакам да ги гледам работите, но никогаш да не ги крием нештата. Првенствено од нив. Првенствено од нив. Иван, велиш, си имал добро детство, директорот, воспитувачките, дружбата, средината, си бил и добро прифатен. Меѓутоа, дали и како дете и на мала возраст се вртала прашањата во глава, дека, не дошло, си ја немал таа шанса во животот да бидеш посвоен од семејство кое што, нели, ќе бидеш изваден од институција, што најмногу ти недостасуваше? Јас имав, морам да кажам, можеби и две шанси. За трета не можам да кажам, не се сеќам. За двете се сеќам. Дојдоа луѓе, значи, да посвојат деца. Знам дека неколку деца не предложија, искочивме, не видоа. Ми избраа мене, меѓутоа едноставно не ме даде домот, затоа што не знам се уште дали постои тој закон. Значи, кога родителот, мајката се откажува од своето дете, има можност да се откаже до полнолетство или до животно. Значи, воопшто повеќе да не го види, нели? А мојата мајка се откажала до полнолетство, така и беше, значи, мислам, приказката е понатака со мајка ми, ќе кажам еден дел. Значи, имав можност, ама, така, Дедо Боже сакал. Да, инаку, ми недостасувало семејство најмногу кога одев ке моите пријатели, имав многу голем круг на пријатели. Тие пријатели ги стекнав со собирање на старата хартија, порано се организираше во домот и така како дете ќе идевме по згради, ќе не поделеа по групи. Така. И Александар Димитров за надворешни работи, Топурковски, доктори, адвокати, министри, други, трети. Значи, Груевски, морам да го спомнам, кој што, како татко се постави кога беше на власт и помогна на децата без родители. Мене и работа ми даде, и стан ми даде. Да не се оддалечам од темата. Значи, имав можност, сакав, и зборот ми е, значи, кога ќе отидев ке тие луѓе, дома на гости, ја осеќав таа топлина, таа миризба некако фамилиарна. И тој ручек, да кажам, кој што е за 4 души и за 200, не е ист. Да. Далеко дека тој е лош, меѓутоа некако таа хармонија, таа атмосфера домашна, од секоја сум рекол, да, мене ова ми фали и ова јас ќе го направам еден ден и ќе имам семејство и така домот ќе ми биде убав и со душа, со миризлив и така натака и така натака. И така ми и сега домот. Значи, в суштина, нели, домот е душата на човекот. Али кога ќе го видиш човек каков е по душата, ќе знаеш и дома како му е. Радмила, што е најтешко во процесот на чекање? За второто детенце не сте чекале многу, меѓутоа сепак средината ја запознавате околу вас. Имаме информација во моментов дека и многу често парови се откажуваат по патот, по стапката. Ајде, не се само документите, немаат поддршка од средината, пред се од родителите дома. Како што и кажав, сепак постои таква предрасуда, ама нели на кого ќе личи, па нема да личи, па кој знае чиво е, па тоа не е твое. Многу често го велат и
туѓо дете. За жал, тој што во моментот го преживува тоа и ја почнал таа постапка, не му е седно кога ги слуша. И тоа што е најтешко кога беше чекањето секоја чест за вашите родители што ви дале огромна поддршка која што според мене мислам дека е навистина многу значајна, многу е потешко кога не би ја имале нели таа поддршка од средината и од родителите. Да, нели јас и ти разговаравме дека можеби таа поддршка е токму тоа која што многу пати ги разнебитува тие парови кои тргнале. Види, посвојувањето е стварно многу значајна одлука во животот, нели? Не е тоа да отидам во продавница да си купам она што ми треба, не е тоа да бираме дете од каталог, значи баш го следи истиот судбински процес како што е и биолошкото, нели, родителство. Значи ти буквално не можеш да кажеш, нели, со кој ќе се споиш. Јас мислам дека и луѓево не разбираат и не сваќаат, нели, што значи да си посвоител, заради тоа што недостасуваат многу битни информации во однос на нивното советување и разговор пред самото, нели, пред да станат посвоители и немаат и никаква поддршка да разговараат на поинаков начин, да видат кои се проблемите кои што би можеле да настанат или кои се стравовите со кои што ние настапуваме. Чекањето е нормално, нели? За било која работа ти мора да чекаш за да се случи. Понекогаш пречи тоа што не ги добиваме резултатите веднаш, што веднаш немаме а треба да си истраен, треба да чекаш и треба да останеш доследен на твојата потреба. Доколку се почувствуваш дека не си доследен, разговараш со некој чисто да провериш, да видиш докаде си со процесов. Нормално е да те фати страв. Нели, нормално е да чекаш, нормално е да проектираш секакви, нели, несигурности во тој момент, да замислуваш, нели, не знам што би се десило, како се, и да ти се појават сите стравови кои што си ги добил од фамилијата, дали генератски, трансгенерацијски, за тоа, за околу децата посвоени во семејството, околу тоа кои биле тие пред 2 генерации, а кои се сега. Но ние, како луѓе на денешницава, можеме да направиме многу промени, да го смениме тоа преку нашите семејства. Да се чека мора. Нели? Так. Едноставно, како го прифаќаме чекањето и што се случува додека чекаме е многу побитно. А инаку, искрено да ти кажам, ние се сетиравме да чекаме полого време, затоа што свативме дека не е тоа, го кажам народското, плукни залепи. И потоа испадна да, уствари, не сме ние тие што можеме да контролираме процесот. Значи, ќе дојде тогаш ако треба да дојде. Ќе дојде ако е наше. Тоа дете, значи не можеме ние многу да... Дали имавте тогаш страв и се уште го чувствувате оној страв, ќе станат полнолетни? Да. И ќе си ги побараат биолошките. Јас сум тука да ги поддржам. Треба да знаат кој е нивното биолошко, нели, потекло, ајде да кажеме, и треба да ги знаат тие информации, со таа разлика што ние сме тука како посвоители за да им дадеме целосна поддршка, бидејќи не секогаш биолошките родители сакаат да стапат во контакт со децата. Имате ли страв дека ќе ве заменат? Дека може некоја жена... Порано, да, што е многу нормално, сега веќе не. Затоа што, знаеш зашто? Затоа што ја не сум исклучива. Знаеш, јас, децата ќе се врзат со многу... Еве, ја слушнавме приказна 3 мајки. Значи, ние на животот се врзуваме со различни луѓе. Добро е дека се препознава тој капацитет. Али, нели, големо семејство... Најчесто, морам да кажам, најчесто, значи, се врзуваат за посвоителите децата, без разлика на тоа што ќе ги најдат биолошките родители. Јас сум сведок на многу мои пријатели, другари, кои што излезени се во дом, кои што имаат и посвоени биле и ги нашле родителите. Едноставно, тој што те исчувал, в суштина, тој ти е родител, тој ти е мајка, тој ти е татко. Не, ја мислам дека тој што ќе те створи, дека тој ти се, ако не те чува, мислам... Дали комуницираш со твојата биолошка мајка? Имаш ли некои информации? Да, Ја знаеш ли приказната зошто си завршилете во институција? Па знам, али знаете како и повеќето мои другари од домот, да кажам, различни се тие приказки. Не секогаш ќе ја знаеш правата вистина. Меѓутоа, тоа што го знам, јас го имам простено. И кога прв пат ми се појавил во животот, на 18 години во војска, бев јас тогаш на караула,
должев еден снајпер поголем од мене на караола бањиште во Дебар. И така тука ми се појави. Тогаш прв пат Да, се представи како тетка, нормално не знаеше што ќе се што ја чека. Па потоа по некоја минута муабет ми призна дека ми е мајка, јас си реков во ред, Господ сакал повторно да бидеме заедно, свети е простено од моја страна. Иако имав некои прашања кои што навистина сакав да ги знам, например за 18 години каде беше Брно? Сакам да знам. Значи, така. Не била далеко 10 километра од каде што сум бил јас сместен. Така да и прости, све почнавме да живееме заедно, дури почнав и да живеам со незе. Меѓутоа, знаете како. Тешко се станува мајка после 18 години, вие сте биле возраст. Оформена веќе личност на некој начин и некако тука немавме многу заеднички цели, да кажам. Јас сакав едно, она сакаше друго и јас реков да, може најдобро да јас си заминам, меѓутоа пак да доаѓам, да те гледам и Комуницирате со неа, имате? Не, она 2016 година почина. Почина. Да. Ова ми се допадна затоа што илузијата која што имаме, нели, за некоја мајка која што не е присутна во животот, многу подобро е на оваков начин да се скрши, да се види реалната страна, да се видат ограничувањата, нели сите ние носиме ограничувања. Дури некогаш, нели, секој има различен капацитет за простување, не секој може да прости, но дефинитивно контактот со реалната ситуација, нели, која возраст била, нели, ако може да се добијат тие информации или евентуално, нели, ако се сретне таа личност, многу помалку се топат илузиите на таа мајка која што недостасува или татко кој што недостасува и затоа и ние не треба да криеме пред децата, нели? Не треба да се заменуваме и ние да се ставаме на позиција дека сме некој друг, нели? Ние имаме почесно место во нивните животи. Они имаат почесно место во нашите животи. Нели? Но не мора да се врзуваме на тој начин со биолошкото. Јас секогаш сакам многу повеќе да одржувам таа идеја и кај моите деца дека у суштина нели, така што ти сами откажа, немаме ние само двајца родители. Имаме многу луѓе кои што ќе ни помогнат во животот, ќе ни се најдат кога ни е најтешко. Нели, таа жена обезбедила убав развој преднатален. После ние сме ја прифатиле таа, нели, како да кажам, тој дар. Пошто, знаеш, вака сега кога сум мајка, не секоја мајка, нели, никоја мајка не сака да се откаже од детето. Тоа некако го знам. Но условите во кои што живее, нели, прават да едноставно мора некогаш и да се откажеме за да тоа дете живее поубав живот. И јас сакам да ја држам таа перспектива, пошто ако ја држиме перспективата дека нешто губиме, нели, наместо што добиваме, многу поинаку искуството ќе се гради и на тие деца, и на нас како семејства, и на таа, нели, некоја жена која што, нели, ради X причини одлучила да го направи тоа. Начинот на кој што се прави е многу битен. Значи, начинот треба да се прави со почит. Многу повеќе почитувам мајки, нели, затоа е потребно тоа советување. Нели, кога одлучуваат дека ќе го дадат детето, ама детето е згрижено во тој процес, а не е оставено, не е заборавено, не е фрлено без никаква грижа. И тоа многу кажува дека добро, јас се откажувам, ама детето го предавам на начин на кој што навистина заслужува. Така. И има големи разлики во тој дел. Да вратам малку поназад 13 години, моментот кога за прв пат го видовте вашето дете, како беше тоа ви јавија, треба да дојдете по оној и неколку реченици за процесот на прилагодување. И првиот момент кога го видовте. Јас искрено да ви кажам, тоа беше посвојување за 5 дена. И то немаш простор да размислуваш што ти се случува. Ја као додев на облаци, а во исто време се тресев од страв. Заради тоа што никој толку брзо не добива дете, толку важно нешто во животот. И секогаш, нели, моментот е дека кај нас, например, немаме можност да ги бираме децата, што од една страна е окей, затоа што имаш можност да се прилагодиш на нив,
да видиш како функционирате и после, нели, доколку сметаш дека нешто не функционира, ако многу ретко знам некој да вратил дете заради тоа што нешто не функционира. Но во секој случај, првиот момент е ден денес се сеќавам со која возбуда станав. Мислам, отидовме со пријатели поради тоа што не можев да возам, не можевме да се фокусираме на други работи. Кога се појави тоа бебуле, така сега го гледам, едно такво меко, прекрасно, ми се тресат рацете, мојот сопруг стои исто така до мене, зборуваат нешто, не слушаш што ти зборуваат, вака да се хранела, онака да се хранела, појма немаш. Никош во животот не си била, мислам, не сум била мајка, не сум се подготвувала за тоа мајчинство. И одеднаш се појавува и се вклештува она, ќерка ми, за татко ѝ. Така, како мајмунче некоја, знаеш, се фаќа и почува да пушта лига вака по неговиот. И он стои како замрза, не знае што да прави, се каде да оди со неа. Она се фатила веќе. И тоа беше толку убав момент, нели, на тоа дека да, ти си мој, нели, ја ви припаѓам вам. И после натаму беше, не знам како да кажам, прв пат кога се дигна да погледне надвор, што беше 3 месеци во дом, и таму ретко децата имаат можност, нели, да се шетаат надвор. Кој излезе надвор, како прв пат да излегува, се исправа и гледа, нели, го гледа светот. Тоа беше толку убав момент. Многу убав момент. Ден денес го паметам и сега вака зборувам се, баш онака се навраќам на тоа нешто. Сам прекрасно чувствувам. Мислам дека тие месеци, таа година, две, додека растевме со неа и ние како родители, беа едни од најубавите години во мојот живот. И секако после второто дете дојде во најтешкиот период од мојот живот, кој ги загубив двајцата родители, и тогаш, мислам, сопругот беше тој кој што, нели, обезбеди простор да може да го прегрне додека јас се опоравував од сите емоционални загуби, но неговата среќа беше таа. Он донесе една друга енергија, донесе живот повторно во нашиот дом. Така да има причина зошто доаѓаат токму во тој момент. Иван, вие сега сте татко, 11 годишно детенце. Како течеше животот? Еве сте поминали образование, сте стекнали високо образование, вработен сте били и во брак, за жал, нели, ја загубивте сопругата. Како е сега чувството кога ја загубивте сопругата, а сепак сте родител и тоа дете, нели, ја загубило својата мајка? Дали тој моментот како го преживеавте? Морам да кажам дека тоа е чувство како да губиш нешто од себе. Не е воопшто лесно. Значи, ако нешто најтешко ми било, тоа ми било најтешко во животот. Се другото сум го некако поминувал со некоја енергија на стреќа, на радост. Али ова најмногу ме повреди. Фала му на Бога, пак ќе кажам што ете и сам ми дава енергија да јас продолжам во животот со Никола. Значи, како и секое семејство, стануваме, нели, еве ќе кажам кратки црти денот како е, стануваме, нормално го учам на хигиената пред се, чајче, во кола, во школа, од школа си го зимам, ручек, кошарка, тренира кошарка, англиски иде исто. Го продолживме животот некако, меѓутоа не знам до кога и како ќе биде понатака. Тоа е најтешкиот момент. Сам не знам до кога ќе можам сам. Така, пред да стапите во брак, на факултет, кој најмногу ви помогнал? Морам да кажам, уствари, не сум сам, да не го заборам, извинете. Тука е и бабата и дедото, значи на мојата сопруга, татко и мајка, кои што, ете, помагаат и многу сум благодарен поради тоа. Извинете? Кој најмногу ви помогнал во животот? Те ви пред да ја запознаете сопругата. Сега имате поддршка од нејзините родители. Многу луѓе во животот ми помогнале. Значи, многу за све. Например, една голема личност од Фершпет ми поклони кола, ми даде работа, ми ја поклони. Жена е. Многу голема. Александар Димитров, за надворешни работи министер, ми даде виза да идам во Германија, го најдов братучет ми, таму, нели, ќе одам, јас ќе живеам, што ќе правам во Македонија, ова зборам на 20 години што се случува.
што ќе правам по излагањето од домот, не знам што, ајде ќе одам таму, ќе се женам, не знам што, документи ќе правам, бла бла бла. Бевте во Германија, пробавте? Јовковски фамилија морам да поздравам исто, Данче. Многу луѓе има, мислам, како што поминуваше времето, некако така животот ме носеше да се јас оддалечам од сите тие луѓе. Посебно од кога се оженив, некако добро на свадба ми беа дел. Иначе многу луѓе ме помогнато. Не знам, мислам, на секој чекор помош имам, не знам. Господ ги праќа луѓето, дали дека јас сум таков, не знам. Не знам, колку можам јас помагам. Пробавте ли во Германија, заминавте, пробавте живот надвор од Македонија? Пробав, да, бев. Требаше да се женам у тоа време, братучет ми Игор, го поздравувам. Ево, нашao sam ti, on дека Пола е Србин. Нашao sam ti, каже, ono, што ќе видам, мислам, ќе поврати човек. Викам, извини, ја не сум за тука. И начинот на живот, и енергијата која што ја почувствував таму, општо, и времето, и некако, јас не се почувствував за таму. Така. Мислам, имав после и други понуди, имав в Австралија, имав в Америка, имав сегде имам понуди. Мислам, така животот ме носел, ама некако си ја сакам Македонија. Некој ќе рече, не некој, него многу луѓе ми имаат речено, Биван, ти што правиш тука? Ти што имаш тука, што те врзува? Оди си од државата, имаш можност вамо, си имал вамо. Не знам што ме врзува. Не знам, едноставно, тука сум, ја сакам оваа енергија, овој мирис, ова сонце, не знам, оваа земја, овие луѓе што се околу мене, све сакам. Сум бил надвор, сум видел, не знам, се осеќам како да сум. Така. Спомена браточет, значи имаш фамилија, комуницираш, си имаш Па да, од време на време во Австралија имам фамилија. Контактирам многу слабо, едноставно патиштата ни се. Така. Таткото дали го можеш запознаено? Таткото не. Дали имаш прашано нели? Не го имам запознаено, али имав една можност каде што можев да откриам кој е што е, меѓутоа си реков там сам на себе, има најде. Да. Остави тоа, не ти треба сега, знаеш. Поважни работи имаш во животот. Те чека други работи, поголеми. Сега реално ако сакал тој да ме види или ако бил вистински татко, нормално не го судам, значи ми се чини дека и не е жив, колку што имам информација. Меѓутоа, тоа е тоа, живот. Да. Јас само сакам да додадам дека често пати во посвојувањата најчесто таткото е непостоечки. Значи нема информација за тоа што нели жените ги раѓаат децата и се заведуваат као биолошките нели мајки и во таа насока татковците многу тешко се дознаваат било кога, нели се во некои специфични ситуации. Она што Иван го донесе, а многу е битно, е уствари колку се почувствував јас привилегирана како мајка посвоителка во Македонија, за разлика од другите земји. Затоа што имав доста пријатели од страна кои што на некој начин поднесуваат документи тука, или ти го донесе тоа во прилогот за странските државјани. Така е. И они уствари нели земјата на некој начин што е окей, ни дозволува на нас да бидеме нели тие први посвоители, но во друга страна, освен посвојувањето, немаме никаква поддршка и помош. Например, најголема, како да кажам, лутина, јас имав затоа што немав соодветно породилно отсуство со моите деца. Например, едното дете го посвоив на 3 месеци, имав само 5 месеци до нејзина 9 месец, со другото немав никакво платено породилно отсуство. Никаква поддршка нема за децата кои што нели се посвоени во насока на поддршка на здравствена заштита, немаат тие месеци немаат и здравствена заштита. И тука најголем проблем
нели, во однос на дали да посвојам или не, затоа што немаш ти услови, бидејќи во тој момент може да се загрози работно место, да не можеш да направиш таков кат во твојата кариера и во, мислам, тоа што ти е многу битно. И многу адаптации тешки треба да се направат, за да може тоа дете исто така да се поддржи, да направи безбеден атачмент со мајката, да не чекаме сега одма градинка, нели, и да има градинка, но да мајката или таткото имаат можност да се посветат на тоа дете. Не може устрчање да се прават работите. И тоа ми е најголем, ајде да кажам, проблем ми беше и гледам се уште не е решено. Тоа и многу пати, затоа го спомнав и сега, апелирам да се среди тоа прашање. Пошто, нели, семејството е тоа кое што целосно, доживотно се инвестира и сака да подржи, да ги подржи тие деца. Им се дава таа доверба, но во исто време им треба и поддршка на семејствата, барем тие што, нели, посвојуваат, на некој начин да се поддржат. За да не се одвраќаат, можеби и те да се отворат повеќе. Ние имавме среќа, но дали посвојувањето треба да е само привилегија на оние кои што можат? Нели, според квадратура, колку квадратура треба да имаме, ние купувавме нов стан, па ние се преместувавме во поголем стан, па моравме да обезбедиме финанси. Значи, прашање е колку суштина и како живеат семејствата соодветно за да добијат љубов. Нема потреба од толкави услови. Значи, сметам дека сепак условите се малце преголеми и можностите после за поддршка се премали. Значи, во тие 3 месеци јас не добив никаква, добив поддршка од тимот за посвојување тогаш кога барав административно да ми завршат некои работи. Нема можност, нели, ако јас имав дилеми, например, имав ишју со прилагодување на постарото дете, на помалото дете, имав прашање, ми требаше поддршка. Морав сама да ја барам. Така, среќа и по професија сте психолог и психотерапевти. Да, па и тоа ми помага малце, нели, да поинаку ги гледам работите, но размислувам и за луѓето кои што не се ни по професија, нит па имаат, а посвојуваат затоа што срцето им тежне, посакуваат, нели, многу пати, многу од тие добри луѓе, семејства се оставени на страна или последни во тој регистар затоа што немаат до толку средства како некои други, знаеш. Така да не е се финансиската нели, позиција и просторот. Многу пати е љубовта, времето што се посветува со детето, а тоа државата треба системот да го поддржи. Така. Иван, во моментов има и доста згрижувачки семејства. Сега малку мислам дека беше стапија на сила измените 2018 или 2019, каде од домовите за деца без родители ги прегрупира дечињава, ги ставија во згрижувачки семејства, таму нема по едно, по неколку дечиња се. Меѓутоа, еве, те се стварно примерно успешна приказна и покрај тоа што се растал без родители, спомена и имаше 3 мајки, еве некоја те родила, за тебе мајка е таа што најмногу нели ти посветила внимание. Што те исчувала практично. Што те исчувала, точно, и што го направила она врска мајка-дете, без разлика дали растало во утробата или не. Што би им кажал на згрижувачите во моментов, оние што имаат. Тие што се од дом семејствата? Па да, тие што тие се згрижувачи и ги чуваат. Дечињата се кај нив до 18 години. Како дом семејство. Како дом семејство тоа функционира и таму дечињава наместо да се сместени во дом, тие се сместени во нели една единица како. Да, се сеќавам дека Мила Царовска доноси закон. Да, тоа го направи Мила Царовска. Домот го згасна, таму згасна и многу спомени, многу мои браќа и сестри беа против тоа. Ако јас давам мислење, јас сум повише некако за тие дом семејства мали, затоа што човекот, детето се осеќа поблиску до тоа семејство, да кажем, што вистинско семејство, што се нарекува, нели, семејство. И треба нормално да си иде напред во животот. Знаете како, спомените се додека си жив. После? Едноставно, може би добро направи, меѓутоа, ете, има и лоша страна. Секогаш е така, човекот колку и да прави добро, некогаш е лошо. Како згрижувачите тоа го прават за мислам, имаат паричен надоместок, тоа да го разграничиме. Не е исто како посвојување. Посвојување си имаш родителско право, законско право. Семејство настанува со раѓање или посвојување, значи идентично во однос. А згрижувачите се
во вид на земаат нели паричен надомест и пружаат и љубов и нега на тие деца, меѓутоа тие не им се родители. Тие дечиња обично и не подлегнуваат на постапка за посвојување затоа што нема нели одземено родителско право. И тоа е проблем кај нас во државата и потребни се итни измени, бидејќи многу деца се заложници. Родителите не ги даваат, од друга страна има семејства што сакаат да ги земат и да им пружат дом и љубов, меѓутоа родителот и покрај тоа што не може да го чува, нема услови, не се откажува. Тука треба институциите да преземат, ама треба и законски некој да пријави, треба некој да знае за тоа. Многу од посвоителните семејства кои што прв пат започнуваат и сакаат да посвојат, се повлекуваат и стануваат грижувачки семејства, надевајќи се дека можеби нели во еден момент ќе се случи откажување од родителското право. Иако тоа, например, се менуваше цело време и прво беше порано на време, едно време било веднаш од болница, нели ги доделувале децата, после 3 месеци, после 9 месеци, некои родители воопшто не се откажуваат, нели ти спомна до полнолетство, после до животно, тоа е, например, момент кој што јас не го знаев. И некако се согласувам заради тоа што ако веќе не си способен и се проценува дека не си способен да бидеш родител, нема што да се мачиш толку многу во таа насока и треба да овозможиш да му се пружи најдобра нега на тоа дете. Сега, од друга страна, како да кажам, изгрижувачите се окей опција, секако таму не е исто што посвоител. Затоа и реков згрижувачите. Јас многу пати сум се прашала дали би сакала да бидам згрижувач. Ја никогаш не би сакала да бидам згрижувач затоа што не можам да го поднесам теретот на тоа тоа поголем страх би ми створило на мене. Заради тоа што јас, например, згрижувач, ако веќе имал деца, па се пријави за згрижување, тоа е друга работа. Ако немам деца, сакам да имам деца, а сум згрижувач, тоа носи опасност, ризик заради напуштање, кое што е неминовно во згрижувачките семејства, нели, и треба поинаку да се пристапи, значи многу различно е. И затоа ние се одлучивме многу повеќе на посвојување, затоа што сум многу посигурна дека ќе можам да формирам и да одржам едно семејство отколку ако сум згрижувач. Она што исто сакав и на Иван да му го кажам, еден од моите најголеми стравови, затоа што јас сум сама, практично, во смисла, нели, без поддршка од родителите, е у суштина да не го изгубам партнерот, затоа што е многу тешко да растеш и воспитуваш деца сам, така да секоја чест на храброста и на силата што ја имаш, што ја поседуваш за да можеш да, нели, се грижиш за твоето синче и едноставно да му обезбедиш она што можеш да му го обезбедиш. А стравовите ќе си бидат присутни. Нели, затоа што стравовите од типот на тие деца биле отфрлени неколку пати, загубите си исто многу битен момент во нивниот живот, многу длабоко ги поминуваат, нели, од друга страна се адаптираат. Некако позитивно. Така е, нема тука страв, значи со вербата во Бога идеш напред едноставно. И веруваш дека све можеш. Нормално све добро, не е лошо. Така. Ние ќе привршуваме, ни истече времето, имам уште две прашања, едното е за Иван, другото Радмила за вас. Сакам да упатим една силна порака. Иван, рековте, сте и простиле на вашата биолошка мајка, дали простите на некои други работи во животот и што ви е вас денес најважно? Јас простувам, све е простено од моја страна, секогаш. Нема, мислам дека е најголема работа на човекот во денешницава да простуваш. И најтешко е да простиш, така барам знам. Ама мене па најлесно ми е. Зошто да како да му вратам, како да го осудам? Што е тоа? Што ви е најважно денес? Најважно ми е денеска синот да си го гушнам, да ручаме заедно. Слободата ми е важна. Значи, можев многу да направам во животот, повеќе од тоа што сум направил, знам. Држав и пицерија, и чоколадни пици правев, и можев многу повеќе, и производство да правам, и ми се понуди по маркети некој да не ги менувам, и да направам, само ако збориме материјална страна. Не останав ја во министерството, затоа што мене ми беше битна слободата. Значи, таму си работиш 8 сати, имаш некои 4 сати
приватни, не знам ова, имаше одмор, имаш сабота недела не работиш. Имате време за да, синот. имаш време за све, да. Така. Затоа и го одбрав тој пат, да кажам. Радмила, што би им упателе вие како порака на оние кои што може би и се мислат во моментов ради општеството, системот, средината, да се на ум, дали да земат или не, па и еве во однос на државата што треба да се направи во однос на што го кажавте поддршка. Што би им упателе вие како порака? Значи, во суштина сум доста благодарна што имам можноста ова да станам, затоа што верувам дека тука некаде државата ме поддржала на некаков начин, ме препознала како битен член на оваа заедница, ми доверила, нели, дете на чување, благодарност до мајката која што ги родила моите деца, нели, до мајките, во смисла да не биле они, нели, немало да ги имам јас покрај мене, нели, со мене. А што би порачала? Па, не можам, како да кажам, секој има своја приказна, тој Иван го кажа, значи, би им порачала да проба, да дадат можност и шанса на посвојувањето, да не толку, но да знаат дека секој посвојувањето ги прави уште подобри луѓе. Например, кога ти стануваш посвоител, не секој може да стане посвоител, но кога си тргнал веќе на тој пат, тоа може да ти донесе само богатство. Тоа е, уствари, следниот чекор на твојот развој. Кога ќе речете, не секој може да стане посвоител. Не мислите на оние сите материјални услови, плата, работа? Не. На кој сегмент мислите? Па мислам дека посвоители се луѓе кои што се отворени за да ги примат чедата или децата на овој свет со истата љубов и грижа како што оние добиле кога биле деца. И мислам дека во таа насока, мислам, не секој може, значи, детето не е статус, детето не е символ, детето не е тука да не оправа нас како луѓе. Ние треба да бидеме спремни, да ги пречекаме нив и заедно со нив да градиме живот. Јас мислам, ако не ги поминавме репродуктивните голготи со мојот партнер и не станевме подобри луѓе, мислам дека немаше ни да се случи посвојувањето. Ви благодарам на двајцата за учеството. Почитувани, се гледаме наредниот понеделник во ист термин со нова тема и нови гости. До тогаш останете со програмата на Алфа. Довидување.